Ако дојде и заврши во затвор, сигурно дека ќе има реакции меѓу неговите поддржувачи, па и меѓу владеачката партија. Тоа што го кажа премиерот, тоа е де јуре така. Значи, ако некој кој е правосилно осуден би се појави на граница или би се естрадира, треба да го притворите и да ја одлежува својата казна. Тоа секако дека нема да биде лесно за владеачката и ќе се има внатрешни превирања. Баш ради тоа што голем број на тие членови не веруваат во лошотиите што условно речено тој ги направил. Од друга страна, у сценарио каде што он се екстрадира и не се спроведува во затвор, тогаш ќе има реакции од другата страна која верува дека он треба да заврши во затвор. Затоа ти викам, овде има многу комбинаторики, не може една да биде. Во зависност од ситуацијата. Прво, ја не верувам дека тоа сценарио ќе се случи, но ако се случи, зависи што ќе биде после неговото доаѓање тука, дали ќе биде првата, втората, трета варијанта и така натаму. Сите комбинати. Сепак тој е фигура во ова. Не, тоа треба да се каже. Сепак фигура во оваа држава кон која има и различни спротивставени ставови и чувства.